Со оглед дека и јас сум еден од подносителите на амандманот, сакам накратко да образложам што е суштината на амандманот, како и да дадам една кратка ретроспектива зашто сметаме дека треба да биде усвоен. Имено ист ваков амандман како што ние предлагаме беше усвоен од страна на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Амандман кој што ние го поднесовме во случајот и јас го презентирав и бев изненаден кога Оливер Спасовски го прифати. Имено, еве ќе одам по датуми за да бидам екзактен, на 10.12.2021 година, тоа можете да го проверите и во медиумите, се случи една средба во Собранието, во канцеларијата на координаторот на пратеничката група Никола Мицевски, каде што јас, Мицевски, чинам дека беше и Дафина Стојановска, се сретнавме со едни од најголемите репрезентативни синдикати во Министерството за внатрешни работи. Тој беше Македонскиот полициски синдикат и Независниот синдикат на полицијата. Ние ги повикавме сите, тие два се оцваа, додека Маријан Кицев, омилениот синдикалец во полицијата на власта, едноставно не се одлучи да дојде таму за да поразговараме за тоа што ние го едноставно нудевме. И ние сакавме, односно поднесовме амандман во Законот за извршување на буџетот, каде што предложивме припадниците на МВР, на АНБ, Агенцијата за разузнавање и Управата за финансиска полиција да добијат еве на некој начин одредени права кои што претходно им беа одземени. Не зборам претходно во времето на СДСМ, туку зборам за сите минати години. Односно, имаше разлика помеѓу вработените на овие институции и помеѓу вработените во истите институции на кои што спаѓаат под одреден колективен договор, каде што врз основа на овие издатоци на плата, тие вработени кои што беа под тој некаков договор имаа за 200% повеќе приходи. И сега ние сметаме дека доколку тогаш се усвои тој амандман, истото можеме да го направиме и со припадниците на Министерството за одбрана, за кој што, да бидам искрен до крај, веднаш од кога ја објавивме таа средба, веднаш од кога амандманот беше прифатен и непосредно веднаш од кога колегата Александар Велјановски, кој што е тука и кој што ја држеше пресконференцијата за да ја го соопшти ова на јавноста, не исконтактира многу вработени од Министерството за одбрана, каде што се почувствувале дискриминирани, зошто и за нив него бараме подеднакво. И ние сакавме да ја исправиме таа еве условно кажано неправда и велиме еве сега во амандманот, во ребалансот на буџетот ќе поднесеме амандман каде што декларативно ќе побараме истите средства, односно истите права да важат и за вработените во Министерството за одбрана. Со оглед дека бевме прозвани дека блокираме закон за армија и не е точно дека се блокира за тој член, туку има неколку членови кои што беа спорни. Еве јас јавно кажувам и повикувам и ве замолувам како пратеници од мнозинството, пренесете и на министерката Петровска дека ете ние како пратеници на ВМРО-ДПМН не сме расположени да направиме една средба која што ќе биде тематска и која што ќе биде исклучива за законот за армија. Затоа што ние веќе неколку години назад се бориме, еве ќе издвојам групата на пензионирани лица кои што биле во воениот или цивилниот персонал на Министерството за одбрана и кои што по одредена еве ќе кажам ставка е дискриминирана во однос на истата група која што добива пензија по стапување на одреден закон. Ете ние сме расположени, повикајте не да седнеме да направиме еве една средба, да видиме што се разликува помеѓу и нашиот предложен закон, затоа што и ние имаме исто така предложен закон за кој што пратениците на мнозинството неколку пати не гласаа дали да се стави на дневен ред или да се усвои потребата од неговото носење и ќе седнеме да видиме што можеме да се договориме околу тој закон и законот да помине. Ете тоа ви го кажувам јас. И мислам дека тука коректно. Сега, ајде да видиме каде е главниот проблем. Затоа што рековме дека ќе зборуваме со факти и аргументи. Пред мене тука имаме еден материјал кој што го носи името Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за извршување на буџетот на Република Македонија за 2022 година по скратена постапка. Тоа е законот кој што е ставен на пленарна седница веќе во понеделник и тука нема ништо спорно. Но што е спорното? Во овој закон, еве ќе ви го прочитам членот 18 кој што вели вака: текст на одредби од законот што се изменуваат или дополнуваат. Член 18 и тука е интегрално нашиот амандман. И вели вака: дневницата за службено патување во земјата за вработените во Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за разузнавање, Агенцијата за национална безбедност и Управата за финансиска полиција се пресметува
од часот на тргнувањето на работникот на службено патување до часот на враќање со превозното средство и тоа, цртичка, дневница во висина од 2000 денари, ако службеното патување траело повеќе од 12 часа, и дневница во висина од 1000 денари, ако службеното патување траело од 8 до 12 часа. Ова е нашиот амандман комплетно пресликан. Ова ние го понудивме за волја на вистината, Оливер Спасовски го прифати. На моје изненадување, јас го предложив, човекот го прифати, мислам дека беше во оваа сала. Но што е проблемот? Проблемов е следен. Вика, предлог на закон за изменување и дополнување на законот за извршување на буџетот на Република Македонија за 2022 година. И тука замолувам пратениците и јавноста многу внимателно да ме следи, особено тие кои што работат во службите. Член 1. Во законот за извршување на буџетот на Република Македонија за 2022 година, службен вестник на Република Македонија број 287/21, во член 18, под ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи, за да бидам подиректен да ме сватат граѓаните. Значи на овој член кој што ние сме го предложиле, власта предлага во законот кој што ќе биде во понеделник на седница став 2. Како гласи ставот 2? Доколку на вработениот за време на службеното патување во земјата му е обезбедено сместување и исхрана, на вработениот му припаѓа 20% од дневницата утврдена во ставот 1 од овој член. Ајде да сега да се вратиме да го видиме ставот 1 од овој член. Дневница во висина од 2000 денари ако службеното патување траело повеќе од 12 часа. И што е тука проблемот? Проблемот е што овој амандман за жал траел 5 или 6 месеци. Силата на овој амандман. Тоа значи дека вие, ако го усвоите ваков законот, истиот амандман со кој што сте им возможиле, не зборам конкретно за вас, зборам за мнозинството, на вработените од МВР вакви поволности, сега со трик, со став 2 на тој член, предвидувате само 20% од дневницата. 400 денари. 400 денари. Наместо 2000, 400 денари, еве го ставот 2, тука е документот, можете да го симнете овој материјал на веб страната на Собранието за седницата која што се наоѓа во понеделник. Вака се изигруваат овие категории на луѓе. И затоа ние сметавме, по барање на вработени во Министерството за одбрана, дека треба да ги уживаат истите поволности како вработените во Министерството на внатрешни работи. Но не на ваков начин. Не на ваков начин. И јас сакам да ви најавам дека како член на комисиите кои што ова го обработуваат, жестоко ќе се спротивставам на вака шверцерски обид за интегрирање на став кој што треба да им ги скрати средствата на вработените во МВР и ако не успееме сега со овој амандман, се надевам дека го убедив мнозинството зошто треба да се усвои и јас повторно ќе поднесам амандман која ќе треба да се носи овој предлог на закон за извршување на буџетот на Република Македонија. Тоа е поентата со овој амандман. Ништо повеќе и ништо помалку, ниту сакам па да политизирам. Само да им овозможиме на вработените во Министерството за одбрана да ги добијат под еднакво истите обврски како вработените во МВР. Исто да ги изедначиме. Средствата ги кажа колегата и ве молам да не правиме вакви трикови со вметнување на ставови каде што треба да им ги скратиме дневниците. Ете имаме пред нас, сега ќе треба да го ставиме на гласање, да го изгласаме, а ако не, неминовно е повторно да се соочиме, наредната недела се извинувам, во понеделник најверојатно ќе помине потребата и во ова прво читање, потоа ќе дое на нашава комисија, оваа тука и ќе разговараме за предвозите на амандмани кои што повторно ќе ги има. Да сумирам, да им дадеме на вработените во одбрана, тоа што им следува на вработените на МВР, а понатака да разговараме за да вработените во МВР не го изгубат тоа што им е возможено по овој закон со ставови кои што